Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон, Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. САД и Македонија на годишните одбранбени консултации денес во Вашингтон ќе разговараат за идниот американски ангажман во Европа и за македонската визија за новата армиска структура во Македонија. Останете со нас за повеќе детали, како и за тоа што прави наслови овде, во САД и во светот. Министрот за одбрана на Република Македонија Фатмир Бесими на 16 април ќе се сретне со американскиот секретар за одбрана Леон Панета. Тој претходно ќе ја посети сојузната држава Вермонт, каде ќе се сретне со гувернерот Питер Шумлин, а на Универзитетот на Вермонт ќе одржи тркалезна маса. Силите на армијата на Република Македонија и Националната гарда на Вермонт заеднички действуваат во мисијата во Авганистан. По враќањето во главниот град во САД, првиот човек на македонската одбрана на Универзитетот Џорџтаун во Вашингтон ќе говори за улогата на Македонија во одбранбената соработка на Балканот и придонесот во меѓународните мировни мисии. А од другите вести, северозападниот брег на Индонезија го погоди земјотрес со јачина од 8,6 степени, што предизвика опасност од цунами низ регионот на Индискиот океан. Земјотресот удрил на околу 430 километри југозападно од Банда Аче, главниот град на провинцијата Аче, на длабочина од околу 22 километри. Во 2004-та гигантски земјотрес од 9,1 степен ја погоди приближно истата област на индонезискиот остров Суматра, во кој загинаа околу 230.000 луѓе, од кои половината во провинцијата Аче. Денешниот земјотрес бил почувствуван во Сингапур, Тајланд и Индија. Опасност од цунами е објавена за 28 држави и територии кои излегуваат на Индискиот океан. А сега погледнете видео што ја возбуди Америка на убав начин. Дете реагирало многу присебно кога возач на училишен автобус во Мичиген, што превезувал ученици, изгубил свест. 13-годишниот Джереми Витчек видел што се случува, скокнал од местото, го свртал воланот за автобусот да излезе од сообраќај и ги извлекол клучевите. Автобусот застанал и сите се спасени. Не е објавена информација зошто возачот изгубил свест. Се чини дека патот е отворен за републиканскиот председателски кандидат Мит Ромни да биде против кандидатот на американскиот председател Барак Обама на ноемвриските општи избори. Вчера, човекот што многумина го гледа како главен ривал на Ромни се повлече и ја суспендира неговата кампања. Тоа беше вест што републиканскиот председателски кандидат Мит Ромни долго се надеваше дека ќе ја чуе, дека поранешниот сенатор од Пенсилванија Рик Санторум се откажува. Ова беше добар ден за мен. Санторум изби во преден план кога победи на кокусот во Ајова и уште во 10 други држави, жестоко напаѓајќи го Ромни и освојувајќи ги гласовите на конзервативците и евангелистите. Оваа председателска трка за нас е завршена. За мене е завршена. Санторум соопшти дека се повлекува само еден ден откако неговата ќерка Бела била пуштена од болница каде била третирана за ретка генетска болест. Од негова страна, Ромни беше великодушен. Тој даде важен придонес на политичкиот процес и тој ќе продолжи да има голема улога во републиканската партија. Иако на него се уште му предстои обезбедување на републиканската номинација, Ромни сега ќе го насочи вниманието на кампања против председателот Обама. Председателот вчера мина дел од денот во јужната држава Флорида, собирајќи пари за председателската кампања која само што не станала на вистина жешка. Вештината на дување стакло датира од пред повеќе од 2000 години. Во САД може да се најдат траги уште од раните европски доселеници на почетокот на 1600-тите години. Последниве 50 години ова како да се враќа во мода, како уметничка форма. Следниот прилог го направивме во студио за дување стакло во Балтимор, во Мериленд. Овие сцени би биле препознатливи за генерации за наетчи од минатото, но ова е студио пренаменето од една историска зграда од 19 век. Таму Антони Корадети обликува стакло на ист начин како што тоа го правеле пред него дувачи на стакло со векови.
За разлика од тогаш, Кордети не прави обични предмети за секојдневна употреба, креира уметност. It was a kind of field that got taken over by industry. Ова е поле што го презеде индустријата. Машините го произведуваа стаклото. Но во доцните 60-ти и раните 70-ти луѓето се вратија на тоа и почна да се предава во училиштата. Сега во вакви студија се прават изворедни нешта. Првиот чекор е собирање на стопено стакло на крајот на шуплива челична прачка, што потоа се лади со вода. Предметот се формира како топка со притисокот од воздухот. Понекогаш се додаваат бои и предметот повторно се загрева во печка со температура од над 1200 степени Целзиусови. Кога е готова, се откачува од цевката и се поправа каде треба. Се чува во печка 24 до 48 часа, за да се спречи нагло ладење и пукање. Кордети вели, изгледа едноставно, но не е. Инволвира многу работа и внимание, но овие што гледаат секогаш се восхитени. People are really interested in Glassbarn. It's the kind of thing like everybody has seen it. Тоа е нешто што не се заборава кога еднаш ќе го видите. Бидејќи гледате како се дува стакло, изгледа како магија. Кордети прави стаклени предмети и учи други да прават. И по 30 години како уметник со стакло, тој вели дека секогаш однова е возбуден кога прави нов предмет. I like everything about it, the heat and just everything that goes along with making glass. Сакам да бидам во оваа средина. Се сакам што е во врска со правењето стакло. Ги сакам алатките и мирисот и се друго. Не би можел ништо друго да правам. Учењето во училници брзо може да биде нешто од минатото. Се повеќе се шири образование преку интернет. И не само за краеви каде одредени класови не се физички достапни. Гледате утре News Flash, ке ви кажеме зошто и јавните училишта гледаат во таа насока. Ако за ништо друго, ќе ги поштеди децата кои имаат проблем со нивното училиште од цигли и малтер, велат подржувачите на онлайн образованието. Тоа е се за денеска. Ве чекаме овде и утре, а во меѓувреме појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com или побарајте на Facebook. Јас сум Лилица Китановска, а вие го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик од Вашингтон. Пријатна вечер.